просторите на Радовиш. Господине Чорапчиев, го остварихте вашето гласачко право. Да, благодарам. Денес е убав ден, свечен ден за Република Македонија, меѓутоа и за општина Радовиш. 24.540 гласачи имаат право да го остварат своето право на глас и да гласат за едината за прогрес на општина Радовиш и Радовиш. Се надевам дека своето гласачко право сите ќе го остварат гласачи, бидејќи со тоа, со нивниот глас дават шанса на младите, шанса на нивните фамилии и на бизнисот да оди напред. Очекувам мир и фер и коректни избори во вториот циклус, бидејќи и така беше и во првиот циклус, и очекувам Радовиш во утре да има нова постава, нов градоначалник заедно со Советот да одат напред. Доколку бидете вие идниот градоначалник, што прво би реализирале? Знаете дека проблемите на Радовиш и на граѓаните на општина Радовиш и бизнисот е голем, со оглед на тоа дека деталните урбанистички планови се надвор од функција, посебно за населените места, и најпрво треба да се фатиме со решавање на тој проблем заедно со генералниот план, кој што ќе значи едноставно да може Радовиш да го дефинираме каде, како и со кој темпо понатаму ќе се развива. А сите капитални проекти предвидени во програмата, во мојата програма, меѓутоа и инфраструктурни проекти ќе бидат секако реализирани во 4-годишниот мандат. И благодарам.